Гигантски маски што им го покриваат целото лице добија дел од учениците во Грција во рамките на програмата на владата за бесплатни маски во сите училишта во висина од 6 милиони евра. Во текот на вчерашниот ден на социјалните мрежи во Грција, родителите објавија фотографии од нивните деца со маските. Доцна синуќе од Генералниот секретаријат за јавно здравје од Министерството за здравство на Грција објаснија дека димензиите за изработка на маските биле одредени од надлежните комисии според меѓународните стандарди, меѓутоа се однесувале на големината на тканината пред да се сушие, а не на крајната големина. На почетокот на месецов, министерот за внатрешни работи на Грција соопшти дека за бесплатните маски се одвоени 6 милиони евра, а надлежна за набавка и доставување е Централната унија за општини во Грција. Во северниот дел на Сирија се урна американски хеликоптер, јавија денеска сириските државни медиуми. Сириската новинска агенција САНА јави дека хеликоптерот се урнал во село Тел Хадат, а американските тенкови го затвориле пристапот до зоната. Се уште не е позната причината за хеликоптерската несреќа. Американската армија се уште не го коментира инцидентот. Националниот штаб за цивилна заштита ја продолжи одлуката за привремена забрана за преминување на границите на Хрватска, што значи дека постојниот режим, воведен по така нареченото заклучување кон средината на јуни, е продолжен до 30 септември. Ограничениот режим за преминување на хрватските граници главно се однесува на државјани на трети земји, додека граѓаните на Европска унија и земјите од Шенген зоната имаат слободен премин. Неколку категории странски државјани, односно лица кои што немаат државјанство на Европската унија, може да ја преминат границата, а статусот и условите може да ги проверат на веб страницата на Министерството за внатрешни работи, пренесуваат хрватските медиуми.